تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Poštovani dragi braća, cenjeni sestri, ние веќе го најавуваме крајот и завршувањето на овој благословен месец Рамазан. Куллу мен алейха фан ва јабка ваџху раббика ذул џалали вал икрам. Се што е на овој свет е минливо и краткотрајно. Единствено станува Господарот Аллах субханаху ва таала. Тој е вечен и бесконечен. Затоа сакаме да фрлиме светло околу истрајноста во верата на Аллах аззе ва џеле. Бидејќи за жал многу верници муслимани кои во Рамазан беа ибадетчи, беа побожници, беа клањачи, беа делачи, после Рамазанот нивната врска ја прекинуваат со Аллах аззе ва џеле. А тоа, драги браќа, не е знак на вистински верник. Нашите добри претходни генерации велеа кун рамаданиен ла текун рамаданиен кун раббаниен. Ла текун рамаданиен кун раббаниен. Немој да бидеш рамазанлија, туку биди вистински рабани. Рабани значи вистински побожник на Аллах аззе ва џеле. Да го обожуваш својот Господар Аллах субханаху ва таала и во Рамазан, и пред Рамазан, и после Рамазан. Па затоа види вистински побожник кој ќе ја имаш комуникацијата, врската со Аллах постојано, а ибадетот, побожноста, послушноста на Аллах субханаху ва таала е исто како водата за рибата, како воздухот за човекот. Не може човекот да живее на овој свет без воздух, без дишење. Рибата не може да опстои, да екзистира без вода. И ние како верници мораме да бидеме свесни дека ибадетот, послушноста на Аллах, свеста за Аллах, добрите дела се за нас живот. Со тоа ние ја извршуваме нашата божествена мисија за која сме дојдени на овој свет. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. И јас не ги создадов џинните и луѓето освен да ме обожуваат, вели Аллах субханаху ва таала. Не ги создадов луѓето и џинните освен да ме обожуваат. Затоа, драги браќа, кога веќе зборуваме за крајот на Рамазан и Шериф и простувањето и збогувањето со него, сакаме да зборуваме за неколку точки. Прво, мораме да бидеме истрајни на Аллаховиот пат. Аллах аззе ва џеле вели: "Ва'буд раббака хатта я'тијака ал-јакин." И обожавај го својот Господар се додека ти дојде смртта. Обожавај го својот Господар се додека ти дојде смртта. Аллах аззе ва џеле не е резервна гума. Аллах аззе ва џеле не е итна помош. Кога ние ќе паднеме у мака и тогаш го довикуваме и тогаш се приклонуваме кон него. Аллах аззе ва џеле Господар кој постојано 24 часа, 30 дена, 365 дена ние имаме потреба за Аллах аззе ва џеле. И затоа истрајноста на Аллаховиот пат е карактер на морал на верник. Затоа Абу Бекр ради Аллаху анху, кога пејгамбер селем пресели на ахирет, асхабите тоа не може да го сватат дека пејгамбер селем преселил на ахирет,
Омер радијаллаху анху велеше, тој отиде кај својот господар како што отиде Муса во Синајска гора и пак ќе се врати, се додека дојде Абу Бекр радијаллаху анху и ги цитира Аллаховите зборови во сура Али Имран: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Мухамед е пејгамбер. И пред него имаше пејгамбери заминаа. Зарем тој кога ќе умре и пресели на ахирет, зарем вие ќе прекинете? Зарем вие ќе свртите грб на ова вера? И потоа Абу Бекр им се обрати на муслиманите во таа жална состојба, им рече: мен кане јабуду Аллаха фе инна Аллаха хајјун ла јамут. Кој го обожава Аллах, нека знае дека Аллах е жив и постојан. Wa men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. А кој го обожава Мухаммеда, нека знае дека Мухаммед умрел. Абу Бекр сака да им каже на муслиманите дека со смртта на пејгамбер алейхиссалам не завршува Рамазанот. Ние го обожаваме Ал-Хај Ал-Кајум. Ние го обожуваме оној кој е вечен и постојан, а тој е Аллах Азза ва Џелле. Па оној кој го обожаваше во Рамазан, тој треба да продолжи и после Рамазан да го обожува на својот Господар. Ако нема таравија, има јација. Ако нема садакатул фитр, има садака. Има ноќен намаз. Затоа, драги браќа, еднаш еден асхаб Абу Бекр радијаллаху анху погледна во косата на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем и виде му побелела косата на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. И пејгамбер салаллаху селем му рече: кад шејебетке ја Расулаллах. Аллах пејгамбере, ти остаре. И пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рече: шејебетни Худ ва ахаватуха вал вакија вал мурсалат ва амме тесалун ва ида шемсу кувират. Вика, ме остаре сурето Худ, сурето Вакија, амме тесалун ида шемсу кувират. А во сурето Худ, вели Ибн Аббас, се наоѓа најтешкиот ајет кој му е објавен на Расулуллах. Замислете, најтешкиот ајет кој му е објавен на Расулуллах ﷺ. А тој ајет е: фастаким кема умирте wa men tabe ma'ak. Фастаким кема умирте wa men tabe ma'ak. И издржи како што ти е наредено. Истрај како што ти е наредено. И оние кои се покаја со тебе. Значи, истраност, драги браќа, е својство на верник и ние мораме веднаш после Рамазан да продолжиме со нашата побожност, со нашата иманска атмосфера, со нашата цврста истрајна вера во Аллах Азза ва Џелле. Бидејќи пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, кога беше прашан еју дин јахабу ила Аллах, која е најсакана вера кај Аллах, пратеникот салаллаху алейхи ва селем рече: ахаббул амали ила Аллахи адвамуха ва ин калле. Најдобри дела и најдобра вера кај Аллах е онаа која е постојана. Која е постојана. Да бидеш муслиман и пред Рамазан, и во Рамазан, и после Рамазан. И доказ дека нашиот Рамазан е примен кај Аллах Азза ва Џелле е после Рамазан да продолжиме со исто темпо и да продолжиме со побожни и хајрли дела. А доказ дека Рамазанот, ноќниот намаз, таравијата, садаката не ни се примени е штом заврши Рамазан, ние прекинеме, стопираме со нашиот ибадет кон Аллах. Тоа е доказ дека нашиот Рамазан не е примен кај Аллах субханаху ва таала. Еден асхаб по име Суфјан ибн Абдуллах му рече: ја Расулаллах, сакам да те прашам нешто, ла есел гајрек. После кого нема да имам потреба да прашувам. Кулли фи ислам шејен ла есел ба'деке гајрух. Аллах пратенику, порачај ми нешто, кажи ми нешто, соопшти ми нешто,
за потоа да немам потреба никого да прашувам. Пегамбер алейхиссалату вассалам рече: "Кул аменту билла сумма стаким." Речи: "Јас верувам во Аллах и истрај на тоа." Хадис Тирмизи, хадис Сахих. Речи: "Јас верувам во Аллах и истрај на тоа." Од тука можеме да сватиме дека речи верувам во Аллах, значи верување во Аллах и дејствување. Верување и работење според тоа верување. Инаку формално само зборување тоа не се прифаќа кај Аллах азза ва џел. Друго што сакаме да споменеме, драги браќа, е за да комплетираме врската со Аллах и да ја одржиме истрајноста после Рамазан, пропишан е постот во месец Шевал. 6 дена од Шевал. Рекол пратеникот салаллаху алейхи ва саллем: "Мен сама Рамадан, thumma atba'ahu 6 min Шевал, kana kasiyam ad-dahr." Хадис Абу Ајуб ал-Ансари, хадис Муслим. Кој ќе го испости Рамазанот и потоа го проследи со уште 6 дена од Шевал, тоа ќе му се смета кај Аллах како да постел цело време. Односно, како да постел цела година. Бидејќи Рамазанот 30 дена, по 10 300 и 6 дена по 10 30 60, 360 дена како да си постел. Значи цела година. Затоа ги повикуваме браќата и сестрите за да го комплетираат нивниот ибадет после Рамазан, нека ги испостат рамазанските денови што имаат борџ, а потоа уште 6 дена од месец Шевал за да имаат оваа величествена награда. Тие 6 дена може да ги постат испоено, може да ги постат и одвоено и слично. Друго што сакаме да напоменеме во ова последно предавање од Рамазан е настапувањето на Бајрам. Некои прописи кои се пожелни за Бајрам. Прво, откако ќе се види месечината дека веќе завршува Рамазан и Шериф, од вечерта на Арифе, па се додека имамот излезе за клањање на Бајрам, да се донесува текбир. Аллаху екбер, Аллаху екбер, ла иля илля Аллах, Аллаху екбер, Аллаху екбер, валиллахи лхамд. Вали тукмилу л'идде, вали тукеббиру Аллаха ала ма хедакум. Да го потполните бројот и да го величате својот Господар со текбир, поради тоа што ве упати. Второ, ноќта на Бајрам да оживиме со ибадет, со зикр. Потоа да пред да одиме за Бајрам да се истушираме, да се искапеме, да ги облечеме нашите најдобри алишта. Пред да тргнеме за Бајрам да каснеме во непарен број нешто, како 3 урми. Тоа било пракса на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, дека за Рамазански Бајрам, пред да оди на Бајрам, каснувал нешто благо. Додека за Курбан Бајрам не каснувал ништо, се додека не се вратил после Бајрам и откако ќе го заколил својот курбан. Потоа Бајрам се клања во мусалла. Тоа било пракса на Аллаховиот пратеник. Бајрам да клања во мусалла, тоа е отворен простор. Ако дозволуваат услови. И знаете дека во Медина, во месџиду Гамаме, пејгаме со селем клањал тука Бајрам. Потоа што е важно да поделиме садакатул фитр пред клањање на Бајрам. Значи, бидејќи секој витре пред клањање на Бајрам, тоа е садакатул фитр. Делење на витр после клањање на Бајрам, тоа е обична садака. Потоа од пракса на пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем имал пракса да оди по друг пат за Бајрам и да се врати од друг пат. Со цел да сретне повеќе луѓе, да честита повеќе Бајрам. Потоа пракса на пејгамбер саллем на Бајрам е да им честита со зборовите Такаббар Аллаху минна ва минкум. Аллах да ги прими и од нас и од вас добрите дела. Замислете човек кој не постел. Како ќе му честитаме Бајрам, кои дела Аллах да му ги прима? Секако дека дозволено е Бајрамот да се честита и со други зборови за многу години, кулу амин вентум би хајр, Бајрам шериф мубарек олсун и така натаму. Потоа
Бајрам е ден кога верникот треба да биде радосен и весел, секому да пружи рака и секому да честита, да ја посети својата роднина, да се помири со своите браќа и слично. Тоа беше, драги браќа, нашето дружење во овој Рамазан 2025-1446 година. Го молиме Аллах Аззе ва Джелле овој Рамазан да не го прими кабул и макбул, Аллах Аззе ва Джелле да не награди за нашиот труд. И сите оние кои застанаа зад нас со нивната материјална и морална поддршка, Аллах да ги награди за помагање на Аллаховата вера, верувајќи, убедени дека многу браќа и многу сестри се окористија од овие наши предавања кои ги емитувавме во времето на ифтар според македонско време. Го молиме Аллах Аззе ва Джелле, Аллах примини го нашиот пост, примини нашата таравија, о Аллах оживејне на судниот ден, проживејне во друштво со Расулуллах салаллаху алейхи ве селем. Аллах дозволи ни да влеземе во вратата Бабур Рейјан, дженнетска врата особена, припремено за постачите. О Аллах, она што сме го сгрешиле, Аллах прости ни го. Аллах премини преку нашите гревови, преку нашите грешки. Аллахуме иннека афувун тухиббул афва фаъфу анна. О Аллах, ти си оној кој простуваш и го сакаш простувањето. Аллах прости ни. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقبل الله منا ومنكم. كل عام وأنتم بخير. بيرم شريف مبارك أولسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.